ова издание. Диаметрално спротивни гледишта за законот за јавно обвинителство, неизвестни гласовите за последниот услов за препорака од Европската комисија. Шокантна одлука на американски суд. Позната компанија казница за помагање на кризата со опијати во САД. Дали Пуерто Рико ќе биде погодено од нов ураган? Останете со нас. Добро вечер. Ова е News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Анита Шијакова. Компанијата Джонсон и Джонсон треба да плати милионска оштета за зголемување на кризата со опијати во САД. Судија во сојузната држава Оклахома нареди фармацевската компанија Джонсон и Джонсон да плати $572 милиони оштета за нејзината улога во зголемување на кризата со опијати. Оваа компанија е прва што ќе биде ставена на судење за, како што вели сојузната држава, цинична и лажна мултимилиардерска кампања. Джонсон и Джонсон ги рекламирала опијатите пред докторите и здравствените работници како магичен лек. Податоците покажуваат дека повеќе од 10.000 жители на Оклахома починале од 2000 година до денес како резултат на зависност и предозирање со синтетички лекови за болка. Советникот за национална безбедност на Белата куќа Џон Болтон пристигна во Киев. Ова е прва посета на Украина од страна на висок американски официјален представник од изборот на претседателот Володимир Зеленски во април. Амбасадорот Болтон е тука за да ја истакне американската поддршка за суверенитетот на Украина, територијалниот интегритет и евроатлантскиот пат, соопшти американската амбасада во Киев. Обилни дождови и ветрови со брзина од 85 км на час денеска ги погоди островите Виндвард, додека тропската бура Доријан се движи во Карипското море. Владата на Света Луција ги предупреди жителите на можноста за поплави и лискање на земјиштето. Метеоролозите очекуваат Доријан денеска да се засили и да прерасне во ураган во близина на Порто Рико, Хаити и Доминиканската република во среда. Се очекува невремето да стигне до копното на САД во сабота. Вселенско возило без човечки екипаж, што го отнел првиот хуманоиден робот на Русија во орбитата, денеска успешно пристанало на меѓународната вселенска станица по неуспешниот обид изминатиот викенд. Роботот во природна големина на човек, именуван како Федор, имитира човечки движења, што му овозможува да изведува задачи со далечинско управување. Леталото Сојуз со Федор на него првично се обиде да пристане на станицата во саботата, но не успеа поради проблеми со автоматскиот систем за прикачување. Федор не е првиот робот што отишол во Вселената. Во 2011 НАСА го испрати Робонаут 2, исто така хуманоид, развиен од General Motors, кој имаше слична цел за работа во високоризична средина. Собранието денеска ја изгласа потребата од донесување на законот за јавно обвинителство по скратена постапка. Опозицијата не ја поддржа оваа фаза од постапката, известува Владимир Мирчевски. Со 57 гласа за без поддршка од ВМРО ДПМН, собранието денеска изгласа потребата од донесување на законот за јавно обвинителство по скратена постапка, што е првата фаза од парламентарната процедура која треба да резултира со законско решение за идниот статус на СЈО. Образложувајќи го текстот што го предложи владата, министерката за правда индиректно ја спомена и аферата Рекет, во чиј центар е притворената шефица на СЈО Катица Јанева. Предизвиците пред кои што се наоѓаме веќе 5-6 години е обезбедување на ефикасна правда. Обидот со специјалното јавно обвинителство да се направи на некој начин ефикасен механизам, видовме дека даде плод, но исто така имаше и негативни реперкусии, резултати кои што во моментов со кои што за жал се соочуваме. Опозицијата не ја поддржа оваа фаза од постапката, очекувале Десковска во најмала рака да си поднесе оставка. Ние бараме од другарката на Боки Тревичи, Рената Десковска, од другарката на Катица Јанева, министерката за правда, да си поднесе оставка од морални причини, затоа што во нејзин мандат се случува најголемиот рекетарски, обвинителски, политички и судски скандал. ВМРО ДПМН најави дека ќе предложи предлог амандмани на текстот и дека нивното прифаќање ќе биде тест дали власта бара консензус и двотретинска поддршка. Што ако не се соберат потребните 80 пратеници? Ако не се изгласа законот, значи ќе се оди на други варијанти, варијанти кои што ќе значат превземање на случаи, можеби од друго обвинителство, обезбедување на ведашев, значи ќе постојат повеќе варијанти кои што се разгледуваат. Може и преку измени на законот за совет на јавни обвинители.
Предлог законот сега оди на расправа во Комисијата за европски прашања. Претседателот нова тело најави дека прво ќе ги повика партиите на консултации во обид за постигнување договор околу амандманите. Да најдеме начин како заеднички да дојдеме до текст на закон кој што е прифатлив и на кој што на граѓаните ќе ја врати довербата во институциите. Предлогот на владата е СЈО да се претопи во обвинителството за гонење организиран криминал и да се вика обвинителство за гонење организиран криминал и висока корупција. За усвојување на овој закон потребно е двотретинско мнозинство во парламентот. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. Советот на обвинители денеска расправа за статусот на Катица Јанева. Исто така во истражната постапка се вклучува сведочењето на неколку луѓе, блиски со имплицираните во случајот рекет. Најновите моменти од Огнен Чанчаревиќ. Во истата сала каде пред 4 години Катица Јанева даде свечена заклетва како шеф на СЈО, денеска трае седницата на Советот на обвинители, на која треба да се одлучи дали таа ќе биде разрешена поради инволвираност во случајот рекет. На седницата присуствуваше и шефот на обвинителството за гонење на организиран криминал, Вилма Русковска, која достави докази и документација собрани во досегашниот тек на истрагата. На сите прашања кои ги поставија, јас им дадов одговор. А тие остана да извршат и самите увид во предметот и да ги разгледаат сите докази, да ги прочитаат. Доколку Советот одлучи да ја разреши Јанева со мнозинство гласови, ќе треба да изготви извештај кој потоа ќе го испрати во собранието, каде е потребно двотретинско и бадентерово мнозинство за смена на Јанева. Истрагата за случајот рекет продолжува. Вчера во обвинителството повторно на распит беше повикан Орце Камчев, кој пак во својот исказ не посочил инволвирани политичари во изнудата, освен премиерот Зоран Заев, за кого нагласил дека е лицето кај кого пријавил дека е жртва. Заев е спомнат само во делот каде што кажа Јордан Камчев дека пријавил кај него. Ниеден друг политичар не е споменат. Денеска повтор пат во својство на сведок исказ даваше поранешниот директор на T-Mobile Жарко Луковски, осомничен во предмет на СЈО, кого притворениот Бојан Јовановски го споменува во една од снимките и уверува дека завршил работа. Од СЈО соопштија дека истрагата против Луковски за предметот базни станици е активна и ја води обвинителката Лиле Стефановска. Во досегашниот тек на истрагата за случајот рекет се сослушани десетина сведоци, меѓу кои тројца обвинители од СЈО, но најава за распит на клучниот во скандалот, притворениот Бојан Јовановски, засега нема. Од Скопје, за Гласот на Америка на македонски, Огнен Чанчаревиќ. Предприемачка во Бамјан, Авганистан, отворила фабрика за производство на женски чевли и чанти. Со ова на многумина им го променила животот. Зариф Бамјани ја има приказната. Узра Лали во провинцијата Бамјан работи околу 15 години. Инвестирала $2500 во бизнисот што денес вработува 50 жени. Сака да отвори повеќе работни места, но и да промовира уникатни вештини и дизајни карактеристични за оваа провинција. Правиме чевли, чанти, теписи и чорапи од волна со традиционални мотиви. Компанијата се шири. Сега незините производи ги има и во Кабул, Џалалабад и надвор од Авганистан. Жените кои работат во компанијата се посрекни зашто велат можат да придонесуваат во семејството. Не се тоа многу пари, но за овие жени е доволно да имаат живот. Месечно заработувам по $25 што ми овозможува да ги издржувам децата, да работам нешто и да учам нови работи. Добро е за нас, платата е доволна да ми ги покрие трошоците за семејството. Кинеските производи се нивна главна конкуренција, но производите на Лали се поевтини од увезените. Чевлите и чантите се со висок квалитет и се продаваат за $2,5. Кинеските чинат повеќе. Овие производи се конкурентни на пазарот, а Лали вели дека најголем проблем се прекините на струјата и недостигот на владина поддршка. Го гледавте Ньюс Флеш на Гласот на Америка на македонски. Ви благодарам на вниманието. Гледајте не утре.